Подпредседателе, почитуван подпредседателе, почитувана заменик министер, почитувани колеги пратеници, македонска јавност. Донесувањето, ќе го цитирам почетокот на законот, донесувањето на закон за Академија на суди и јавни обвинители произлегува од потребата за реформи на судството во Република Македонија, зацртана во стратегијата за реформа на правосудниот сектор, стратешката цел на Република Македонија за членство во ЕУ и потреба за остварување на преземени обврски за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството базирани на европските стандарди. Супер е напишано во законот, во Академијата е забрането политичко и партиско организирање и дејствување. Со предлог на законот, поврзан со правосудството за Академија на суди и јавни обвинители, кој што го носите со европско знаменце по скратена постапка, без ниту еден изворен акт на Европската Унија за избор на суди и обвинители кои треба да работат независно, стручно, транспарентно, објективно, каде сите ќе бидат еднакви пред законот. Точно со овој закон се работи сосема спротивно, затоа што се зголемува субјективноста на неколку луѓе подобни за СДСМ и ДУИ, кои ќе одлучуваат за идните судии. Академијата за суди и јавни обвинители треба да биде единствена влезна точка за да се стане судија или обвинител. Тој закон треба да биде во насока на подобрување на системот на прием на слушатели во Академијата за суди и јавни обвинители, но наместо поголема објективност во спроведувањето на истите, вие додавате дополнителна доза на субјективност на испитните комисии, кои би можеле да влијаат врз крајниот резултат. Точно заради ваквата ваша работа, сведоци сме во изминатите денови дека бродот кој тоне го напуштаат, се евакуираат поединци, затоа ќе имаме низа скандали без разрешница, иако поранешната амбасадорка почитуваната Брнс ја промовираше анкетата за рекордни 8% доверба во судството, денес имаме мизерни 3%, а како сте тргнале со вашата работа, ќе стигнете и до 100% недоверба во судството. Наместо да имаме квалитетни јавни дебати, да се формираат стручни тимови во соработка со европските институции, да се донесе подобар закон кој нема да може да се злоупотребува, владата си носи закон со европско знаменце без ништо европско во него. Како ги толкувате правата и законите, тоа само вие си знаете. Тоа го видовме и по разрешувањето на Весна Дамева од председател на Судски совет. Министерот за правда побара увид во записникот од седницата на која таа беше разрешена, а председателот на Совет на јавни обвинители кажува дека министерот немал такво право да бара записник, бидејќи тоа било судир на извршната и судската власт. Па во нашата држава, откако СДСМ и ДУИ се на власт, судската власт е во симбиоза со извршната власт, односно судската власт работи под диктат на владата, односно извршната власт. Тоа и самата Весна Дамева обвини за анархијата и за исполнување на желби на лица од политиката. Ангела Гелер се кажа дека се повеќе е загрижена за големиот број предмети што ги враќате на повторно судење. Вие, почитувани, ќе го менувате Уставот, а вие сами не го почитувате, го кршите Уставот и законите, а тоа го видовме и со носењето на законите за Бехтел и Енка. Состојбата во правосудството е жална, а советите се со лош интегритет, тоа не го кажав јас, тоа го кажаа правници, адвокати и судии. Рейтингот на двата совети кои треба да гарантираат независност во судството и обвинителството е веќе лош.
Заради ваквато неработење, денес имаме уценета омаловажена, понижена држава со прозападна сервилна влада на која стратешки партнер треба да биде народот. Држава со 3% доверба во судството, во која нема неселективна одбрана на правото и заради тоа судиите го изгубија своето достоинство и интегритет. Сеете неуставност, незаконитост, неправда, самоволие, каде правниот систем е капитулиран. Кога нема правда, нема држава, зашто правниот систем е крвотокот на еден организам, а она нема правда, нема мир, тоа го заборавивте. Една од причините за неуспешна Македонија е беззаконието и нееднаквоста. Мора да погледнете на вистината во очи и да кажете дека во Република Македонија правото и правдата не постојат, не функционира правниот систем, законите не се применуваат, а институциите не работат по закон. И самиот Дейвид Гир подсети дека владењето на правото е фундаментално прашање за евроинтеграција на Република Македонија, кое вклучува независно и правосилно судство и јавно обвинителство со највисоки стандарди на интегритет. Последните случувања, а јас би додела откако СДСМ и ДУИ се на власт, во Македонија правосудството не оди во насока на исполнување на стандардите што ги очекува Европската Унија од земјава на нејзиниот пат кон Европска Унија, изјави амбасадорот Гир. Тој кажа дека не постои скратен пат за спроведување на реформите во судството. Тие реформи се единствен пат на кој земјава може да стане членка на Европска Унија. А како да оди Македонија во Европска Унија, кога кај нас метод на работа на СДСМ и ДУИ се криминалот и корупцијата? Благодарам.